Иако се уште нема драстичен пат на курсот на еврото во кој кај нас сепак најмногу се штеди, граѓаните веќе не се толку сигурни дека сакаат нивните заштеди да бидат во досега најсигурната валута. Нивната загриженост е се поголема со оглед на кризата во еврозоната и последиците кои истата може да ги има врз еврото како единствена валута на унијата. Мерките кои ги превзема Народната банка на Македонија се превентивни, а банкарскиот систем барем засега стабилен и сигурен, уверува гувернерот на Народната банка на Македонија Димитар Гогов. Во разговор со вработените наменувачниците во нашиот град дознаваме дека граѓаните не покажуваат голема загриженост за случувањето, бидејќи се уште нема значително намалување на штедењето во евра, ниту пак зголемено штедење во друга девизна валута. Одредени сознанија што ги имам од клиенти кои покажуваат еден, би рекол, благ и малце повеќе од тоа интерес за да ги променат своите девизни депозити и заштеди во соодветни валути. Ако го тоа прават, им советувам тоа да биде швајцарскиот франак, да биде британската фунта, америчкиот долар, канадски долар, норвешка круна, шведска круна. Иако ќе делува ово можда малце несериозно, луѓето за тие валути не знаат, али тие валути се под една строга контрола и можам да кажам дека се апсолутно безбедни. Као алтернатива, можно е и да бидат трансформирани во денари. Јас се уште верувам во нашиот денар, за негова евентуална девалвација или воведување на некој пливајучи курс слободен, флуктуирачки, како се вели во економијата. За сега би било тоа ризик за државата. Луѓе кои малце ги следат овие состојби, мое лично чувство е дека сака да се отрасат од еврото, што апсолутно им е паметно. Нема да живеат стресови, али ние овдека немаме голем избор на валути, може да овдека се најдат франкови, долари и по некоја фунта, така. Граѓаните своите штедни влогови не ги менуваат ниту во домашната валута динарот, што значи дека се уште нема стравување од поголеми курсни потреси. Ја мислам дека сигурно ќе остане, дека другите европски држави нема да дозволат, дека ќе покријат, нема да дозволат пат на еврото поради една држава. Сега за сега мислам дека е стабилна за понатаму. Не знам како ќе испадне со Европската унија и тоа. Дали ќе биде стабилно или нема да биде стабилно. Моментално е добро. Сега за сега ја чувам австралиските долари, а по потреба ги немам во динари. А за еврото не знам како ќе оди понатаму, не верувам долго да обстане. Како и да е, зависно од исходот на преговорите на Европската унија и Грција ќе се диктираат случувањата на девизните пазари во Европа и светот.